Значи сега е наред да го објасниме нецикличниот линеарниот транспорт на електрони, односно всушност светлата фаза од фотосинтеза. Сега да видиме кај се наоѓаме, што е оваа шематска презентација. Всушност, ова надвор е всушност стромата во хлоропластот. Строма. Тоа е као ова внатре е всушност луменот внатре во тилакоидите. Значи ова овдека всушност е мембрана на тилакоид. Тил-М, ко мембрана. Сега имаме оваа шематска презентација, но под неа паралелно ќе правиме и една Z шема, која најчесто се користи. Значи Z шемата всушност го покажува редокс потенцијалот, каде што горе е по позитивен редокс потенцијал, доле е по негативен редокс потенцијал. И да започнеме. Значи овдека во фотосистем 2 го имаме реакцијниот центар P680. Овдека во фотосистем 1 го имаме реакцијниот центар P700. И ова е цитохром B6F. У средина, ова десно ќе го разгледаме понатаму, тоа е АТП синтетаза. Сега да го направиме тука и тоа доле. Тука го имаме P само значи го имаме P680 и го имаме P700. Сега P700 ќе го направиме малце повисоко, бидејќи всушност неговиот редокс потенцијал е малце по-позитивен. Сега да започнеме. Сега внатре во овие фотосистеми има по две хлорофилни молекули, значи тука има една хлорофилна молекула и тука има уште една хлорофилна молекула и тука исто така. Така. Сега при присуство на светлина, тоа ќе оближено со жолта боја, секогаш кога удира еден фотон светлина на даден хлорофил, се исфрла еден електрон. Значи се исфрла еден електрон Е минус. И сега ова ќе го запамтите зашто нема вака да го чкртаме, зашто многу ќе изгледа чкртано, ама секој пат кога ќе удри фотон светлина, се избива еден електрон. Добро, ај сега да го избришеме. И ќе запамтите дека таму има по два хлорофили. Сега да започнеме доле на шема. Значи удира фотон. Така удира фотон. И сега овдека на шемава всушност се ексцитира овој фотосистем, така се ексцитира, доаѓа во една поголема положба и исто се ексцитира и фотосистем P700. Веќе ова се случува истовремено. Сега не се случува баш истовремено, има некои временски интервали каде што се случува ова, кои се многу мали. Значи тие се мерат во пикосекунди, што е дури помало од наносекунди. Значи многу мали временски интервали. И сега како што ќе разгледуваме трансферот на електроните во спад на електронските акцептори всушност се тие скалилата кои ги зборевме, нели како што треба да се качува електрон нагоре. Кога навидум се качува нагоре, се тие скалила електронски акцептори. Сега има временски интервал како електронот се пренесува помеѓу секој од тие електронски акцептори. Сега ние нема да збориме за тие временски интервали, бидејќи се многу кратки и ќе сметаме дека тоа се случува инстантно, значи одма. Сега да речеме дека овдека сега овој фотосистем ќе дојде во една ексцитирана состојба, ќе биде P680 со звездичка и понатаму ќе го испушти електронот. Кога ќе го испушти електронот, всушност се враќа назад во обичната состојба и го бележиме со плюс тогашка, значи добива еден плюс на него, но тоа нема сега да го правиме. Едноставно викам дека е во ексцитирана состојба и сега тој треба да го пренесе електронот и прво го дава на феофитин А. Значи првично е феофитин А. Фео А ќе го бележиме, потоа тоа се пренесува на QA, па се пренесува на QB. Сега ќе видиме понатаму што се случува, но истовремено додека ова се случува, истото овдека се случува, исто P700 се ексцитира. И само моментов секогаш збориме за еден електрон, но ќе видиме како всушност сумарно колку електрони се пренесуваат. Значи сега во моментов на оваа Z шема, и Z се нарекува зашто ќе личи на буквата Z, пренесуваме еден електрон. P700 исто се ексцитира и тој исто нели пренесува сега на А0, од А0 тоа се пренесува на А1, од А1 идеше на FX, од FX оди на FDX, фередоксин, кој понатаму со помош на ензим фередоксин, NADPH, редуктаза, ќе правиме NADPH. Добро. Сега, значи, вака се пренесуваат електроните
во даден момент истовремено кај двата фотосистеми. Сега истовремено во тој момент кај двата фотосистеми всушност бидејќи се пренесува електрон, тука сега има една празнина. Сега ова го бележам ко празно квадратче бидејќи таму бил електронот, ко божемски. Така, таму бил електронот, ко вака ќе си го замислиме ко Е минус и сега тој електронот патувал наму по сите тие електронски акцептори и стигнал до одреден електронски акцептор. Така. И сега таму останало празнина. Таа празнина треба да се пополни кај двата фотосистема. И сега ќе започнеме да видиме како се пополнува првен кај фотосистем P700. Односно ќе започнеме всушност со фотосистем P680. Значи тоа се обавува по принцип на фотолиза на вода. Сега одма ќе преминеме на колку е сумарно, бидејќи фотолиз на вода постојано се случува. Сега ќе разгледаме, но за еден циклус на фотосинтеза за добивање на АТП се користат две, односно така како што ја знаеме фотосинтеза, нели на крај се добива кислород, треба да се користат барем минимум 2 молекули вода. И сега ајде со бела боја дека нека биде. Ајде со сина боја за да се разликува барем малце. Се користат 2 молекули вода. Сега на страна некаде да запишам дека една молекула вода дисоцира при фотолиза на 2 протона, значи 2H плюс на 2 електрона и на една половина бележиме од O2. Значи тоа се случува при една молекула на вода. И сега зошто ни треба 2 молекули на вода? Поради тоа што не ми се свиѓа ова тука како е напишано. Значи сега ќе видиме. Значи имаме една молекула на вода. Една молекула на вода, како што реков, ни дава 2H плюс, ни дава 2 електрона и ни дава една половина на O2. Сега зошто само едноставно не напишеме O? Зошто мора да напишуваме една половина од 2? Бидејќи обично не се пишува вака O, него се пишува една половина од O2, бидејќи најчесто во природата се сретнува како молекуларен кислород, така како со двојка овдека. И затоа за да добиеме право O2, ни требаат 2 молекули вода. И ако имаме 2 молекули вода, 2H2O, тогаш ќе добиеме 4 протона, ќе добиеме 4 електрона и ќе добиеме една молекула на O2. Така, затоа користиме 2 молекули на H2O. Сега тие 2 молекули на H2O, всушност, сега ќе земеме со некоја друга боја, нека биде жолта нека биде, ќе ни дадат 4 протона, така 4 протона, кои ќе останат овдека во луменот, и една молекула на O2, која таа една молекула на O2 сега ќе си замине надвор, ќе искочи надвор и таа ја користиме, нели таа искоча надвор од растенијето. Но исто реков дека ни дава и 4 електрона. Сега 4 електрона ќе ги бележам нааму, со бела боја ќе ги бележам, 4 електрона. 4 Е-. Тие 4 Е- служат за да се надополнат електроните кои се изгубиле од P680, зашто нели овдека во претходната доле шема видовме од P680 нели идеа нагоре се губеа електрони, тука остануваше празно квадратче, така. Ева всушност се губат 4 електрони. Бејќи се потребни 4, ќе видиме зошто. И овие 4 електрони кои се изгубиле, нели овдека во празното квадратче, се надополнуваат всушност од водата. Значи ја овдека ќе направиме црвена боја. Овие 4 електрони се надополнуваат овдека. Така. Значи со помош на таа фотолиза на вода, се надополнуваат 4 електрони назад во фотосистем 680. А сега да видиме што се случува со тие што ги испуштил. Нели он изгубил 4 и затоа овие 4 само требаат за да се дополни. Добро, дај да видиме сега тоа што се случило. Таму, ај вака да зумбираме. Значи како што рековме, тие 4 електрона кои се испуштиле од P680, а за 4 електрона се испуштат требаат 4 фотони светлина, така? Нели рековме дека еден фотон светлина удира една хлорофилна молекула и таа една хлорофилна молекула дава еден електрон. Епа бидејќи има две хлорофилни молекули, секоја хлорофилна молекула ќе биде удрена од 2 фотона и секоја хлорофилна молекула ќе даде 2 електрона, односно 4 електрона. Така.
Сега тие хлорофилни молекули ќе ги изгубат тие 4 електрона и тие ќе бидат надополнети на овој начин како што рековме со фотолиза на вода. Добро. И сега да видиме што ќе се случи со тие, нели што ги изгуби P680. Тие 4 електрона идат и нели идат низ електронските акцептори, идат низ како што рековме феофити на, па поминуваат низ QA, QB и важно е дека стигаат до еден комплекс, кога се наверојатно ќе треба со бела боја да го правам, ама QB кога стига до еден комплекс кој е пластохинонски. Сега тој пластохинонски комплекс, значи PQ ќе обележиме, PQ врзува со еден електрон, значи со еден електрон врзува два водорода. И тие два водорода ги зима 2H+, ги зима од што беше ова? Стромата. Значи од стромата, од надворешноста на граната. Односно тоа е всушност цитоплазмата на хлоропластот. Тие 2H+ ги зима од стромата, ги врзува на овој PQ со користење на еден електрон, значи со користење на еден електрон и се прави комплекс кој е како PQH2. Така. И тоа после оди во цитохром B6F, така. И овој H всушност, ако треба сега со бела боја, се испушта во луменот, така, значи тоа ќе биде 2H+, се испушта во луменот, а електроните, одека имаме, сега нема да навлегуваме, бидејќи тука има малце комплексирање, бидејќи електроните всушност патуваат пола електрони, се пренесуваат на наредниот комплекс што е пластоцијанинот. Значи пластоцијанинот е овдека некаде. Пластоцијанин, нели го спомнавме претходно. Тој е еден од мобилните протеини кои учествуваат. Едниот електрон таму се пренесува, додека другиот кој циркулира во еден така наречен хинонски циклус. Но ние нема на тоа се задржуваме, но основно ќе викаме дека секој електрон кој се пренесува преку овој фотосистем, нели 2, кој поминува преку овој Q циклус, значи ова дека е Q циклус. Вака ќе обележиме, нека биде со некоја друга боја за да се познава. Да знаеме дека е нешто различно, значи ова дека е Q циклус. Значи еден електрон се врзува со пластохинон и врзува 2H+ од стромата и после ги испушта во внатре во луменот, така, 2H+. Сега, колку електрони имавме? 4. Значи, еден електрон ни дава 2H+, значи 4 електрони, како ги бележиме, 4 електрони, ова всушност ќе помножиме по 4 и ќе добиеме 8H+. Така, добро, сега тие 4 електрони го пренеле овој водород внатре, но од кога се ја завршиле таа работа, тие 4 електрони се предале на овој пластоцијанин. Добро, значи овој пластоцијанин сега со себе ги носи тие 4 електрони. 1, 2, 3, 4. И тие 4 електрони, сега овој пластоцијанин, суштост ги пренесува на фотосистемот P700, бидејќи фотосистемот P700 исто изгубил 4 електрони. Бидејќи он, нели, има хлорофилни молекули и тие биле осветлени од зракци светлина, од фотони, така. Истовремено во моментот кога било 5680 и тие исто така испуштиле 4 електрони. Така, секој од овие по 2 електрона, односно 4 електрони, така, 4 е минус. И сега тие 4 е минус, како што видовме дека доле, нели се пренесува од А0 кон А1, кон FX, кон феродоксин на крај. Така, значи се пренесуваат низ тие скалила, како скала, и се пренесуваат електроните, ќе направиме како со сина боја, се додека не стигнат до феродоксин, така, FDX. Ама, како што рековме, или ја се вратиме назад, тука сега останала празна дупка
на P700 бидејќи изгубил 4 електрони. Сега тие значи се надополнуваат на овој начин како што сега зборевме со помош на овој пластоцијанин. Така, се надополнуваат, ги носи тие 4 електрони и овдека, всушност овдека, вака, можеме и вака да го направиме, дека ги остава тие 4 електрони кои ги изгубил за нагорниот пат. Веќе он претходно нели ги изгуби и да нагоре тие, зашто имам црна боја, и да нагоре тие електрони и го поминаа цел овој пат, значи ги изгубил и сега за да ги врати ги добива тој пластоцијанин. Така. Добро. Сега. Овој само да ги избришам овие дека стрелки ќе пречат зашто после. Сега вратиме, добро. Значи ги сега до кај сме. Значи фотосистемот P700 успеа да си ги врати електроните, значи он си ги врати електроните преку пластоцијанинот. Фотосистемот P680 исто си ги врати електроните преку фотолиза на 2 молекули вода. Така, нели имавме 2 молекули вода кои ни дадоа 4 електрони кои си ги врати фотосистем 680, фотосистем 2 реакционен центар P680. Значи сега и двата реакциони центри на двата фотосистема си ги врати електроните. Така. И при тоа до сега испумпавме 12, дека имаме 4 плюс 8, тоа се 12 H плюс јони. Добро, а што ќе се случи сега со овие електрони кои стигнаа до фередоксинот? Така, овие електрони кои стигнаа сега до фередоксинот, со помош на ензим, ензимот ќе обележиме со виолетова боја, фередоксин NADPH редуктаза, со помош на тој ензим и присуството на водородни овдека има протони. Значи тука си има протончиња во стромата. Тие се од многу други места дојдени, ама си има протони. Во присуство на тие протони, во присуство на овие 4 електрони кои ги носи, кои се сега кај фередоксинот, нели стигнаа 4 електрони. Значи овие 4 електрони плюс овие протони кои се наоѓаат овдека, во присуство на овој ензим овозможува NADP плюс да, вака не ми се свига плюсот, NADP плюс да помине, односно да се направи NADPH плюс, односно NADPH и плюс вакво H плюс. Значи тие 4 електрони кои отпатуваа, 4 електрони кои отпатуваа од реакционен центар P700, нели се искачува нагоре преку A0, A1, FX, FA, FB до фередоксин, во присуство на овој ензим кој се наоѓа тука, фередоксин NADPH редуктаза, во присуство на овие позитивни протони кои се наоѓаат нормално во стромата, помагаат за NADP да се претвори во NADPH H+. И при тоа, бидејќи два електрона се потребни за едно NAD не се пишува убаво. Се потребни за едно NADPH, а ние имаме 4, тоа значи дека ќе се добијат, вака со црвена боја, две молекули на NADPH. Значи ќе се добијат две молекули на NADPH, бидејќи имаме 4 електрона. Добро. Значи до сега кај сме? До сега видовме дека реакционите центри P680 и P700 дадоа 4 електрони, така, 4 електрони стигнаа до кај што требаа да стигнат, се обновија електроните кои ги изгубија, кај P680 се обнови со фотолизна вода, кај P700 се обнови всушност со тие од кај фотосистем 2, бидејќи всушност вака ќе земеме една голема стрелка, или голема ваква што и да е,
Значи електроните кои всушност искачаат од 5680 патуваат долг пат се само за да ги заменат тие кај 5700. А тие од 5700 идат се до феродоксинот за да направат две молекули на една ДПХ. Така, значи тоа беше целата постапка и при тоа кога се случува, се ослободи кислород. А вака, да земам некоја нормална. Се ослободи кислород, значи овдека имаме, се ослободи кислород при фотолизата на вода и се добија 12 протони во тилакоидниот лумен. Добро, сега треба да направиме АТП. АТП како ќе го направиме? Овие 12 протони сушност се придвижуваат, односно во овој тука простор цело време се зголемува нивната концентрација. Значи имаме се повеќе Х и така натаму. Така. И тие спрема хемиосмотската теорија, нема се да објаснуваме тоа, но се придвижуваат низ овој протеин кој е АТП синтетаза и има многу сложена градба. Значи е изграден од алфа, бета, сигма субединици. Има тука едно како раче вака тука кој го држи и ова целото е како ротор изградено од многу полипептиди кои нема сега да ги разделуваме, но има два главни дела, значи овој дел се нарекува CF0, овој дел ко главата, ко лижавчето е CF1. Има многу механизми на него кои нема сега да ги разгледам, мислам ќе ги објаснам на кратко, ама всушност поентата е дека овие Х протони сега сакаат да излезат надвор. Мислам да излезат надвор во стромата. И они се придвижуваат, ева со така биде со црна боја, побоја да се позна, се придвижуваат и поминуваат низ оваа АТП синтетаза и при тоа додека поминуваат тие придвижуваат бидејќи оваа се движи овдека, има како ротација и при користење вака ќе запишеме. При користење на 4 H+ иони, протони, се синтетизира една АТП молекула. Значи, еден АТП се синтетизира. Како? Значи, како што поминуваат, овдека самиот молекул прави од АДП во присуство... Ева, ќе го избришеме, ќе зумираме малце. Тука ќе земеме потенка четка. Значи, самиот овој протеин, АТП синтетаза, ова портокалово, големото, бидејќи овдека си има АДП. И плюс има пирофосфат, ППИ. Така. И кога поминуваат овие протони, дали видовме поминуваат, пробуваат да искочат надвор. На секој 4 поминати протони, овој ензим прави една АТП молекула. Сега, колку протони имавме? Имавме 12 протони, така? Значи, овдека запишав дека секој 4 прават една АТП молекула. Ние имавме колку? 12 овдека. Гледаме? 12. Ајде тие овдека ги донесеме. Значи, имавме 12 протони, 12 H+, односно 12 делено на 4, веќе 4 е за една АТП молекула. Добиваме крајно решение, вака зумираме, дека ќе се добијат 3 АТП молекули. 3 АТП. И тоа беше главниот дел од нециклично пренесување на електрони при светла реакција на фотосинтеза. Сега, да земеме вака да заокружиме, што се добива на крај. Не знам сега со која боја да заокружам, ајде со црвена. Нека биде со некоја боја што ја сум ја користил, ама сите ги користил, кафена. Значи се добиваат 3 АТП молекули, така се добиваат 3 АТП молекули, се добиваат 2 една ДПХ и се добива една молекула на кислород. Значи ево тука кислород, да го повлечеме. Значи се добива една молекула на кислород, 3 АТП, 2 една ДПХ. Ова ми измори и ова е трет пат што го снимам, зашто направив некои грешки претходно. Добро, се надам дека научивте и сега ќе продолжиме усвари уште малце.